Пред да започнеме, би сакала една кратка реакција да истакнам на ова што бевте сведоци денес и кое што се случува изминатиот период. Специјалното јавно обвинителство, како одговорна и професионална институција, работи во интерес на граѓаните на Република Македонија и со целосно почитување на сите законски прописи. Уште на почетокот појаснивме дека за нас сите се еднакви пред Уставот и законот и дека доколку некој сторил кривично дело треба да одговара, а секако неговите активности во рамки на една професионална и непристрасна истрага да бидат предмет на ревизија. Во оваа насока би укажале дека ниеден медиум не е под истрага до овој момент во ова јавно обвинителство, како што ги знаете отворените истраги и од тие отворени истраги не е отворена истрага против ниеден медиум за да се зборува дека ние правиме директни притисоци врз медиумите. Доколку одредени лица кои што се сопственици или на друг начин поврзани со одреден медиум сториле кривични дела кои што се сами за себе кривични дела и не се поврзани воопшто со работењето на медиумите, се разбира дека во наша интерес и во интерес на сите е да се утврди дали на вистина тие кривични дела се сторени, да се спроведе истрага и на одитот истрагата да покажат подоцна дали и ќе стои кривична одговорност за овие лица. Во никој случај најостро ги демантираме сите тврдења дека ние правиме притисок на медиумите. Напротив, сметам дека за правилно и објективно информирање на сите граѓани, сите медиуми треба да бидат информирани со работата на ова јавно обвинителство и гестот што денес сведочевме единствено невозможува дел од населението во Република Македонија да биде информирано за нашите активности. Јас сметам дека тоа е важно во интерес на принципот на владење на правото. Сега да не должам многу, би продолжила, може да поставувате прашања кои што се поврзани со било која тема на ваш интерес. Повелете, имаме ли прашања за денес? Дали за некој од осомничените има побарано мерка за обезбедување присуство од овие 4 истраги? Така, за ниедно од осомничените лица во овие 4 истраги не се побарани мерки за обезбедување присуство, затоа што околностите во моментот кој што стојат и кој што ги ценевме не упатија на таква потреба. За случајот 300, Повелете. спомнавте помошник министер во МВР. Дали тоа упатен со други ваши истраги? За лицето кое што е осомничено во оваа истрага, да, е осомничено и во друга истрага, се разбира, да. И за последните два случаи што беа промовирани Тифани и Тотал, тоа се случаи кои се произлезени од веќе објавени прислушувани материјали или од оние што не се објавени? Како што кажавме и колешката кажа, најголем дел случаите кои што ги имаме отворено се веќе од необјавени, меѓутоа сепак за дел од нив имаме и објавени разговори. Конкретно за овие два предмета, најголем дел од разговорите, пошто не поседуваме само еден разговор, постојат повеќе разговори, се од необјавените разговори. За Тифани и за Тотал. Дали имате информации како ги стекнале овие две фирми парите кои што ги трошеле на таков начин како што го трошеле и не плаќале данок? Изворот на приходите се разбира е опфатен со истрагата. Меѓутоа во овој момент во интерес на истрагата не можеме да ги коментираме приходите на фирмите. Точно е дека од одредени министерства се прелевале пари во тие фирми? Како што предмет на оваа истрага, пред се, морам да напоменам, е дека даночното затајување. Односно, кривичното дело што им се става на товар во овој момент е кривично дело даночно затајување, што значи одбегнување на плаќање на даночни обврски кон државата. Другиот дел од работењето на фирмите не е опфатен со оваа истрага. Повелете? Анта? Осомничениот во третата истрага што денес ја објаснивте, во текот на викендот бил симнат од автобус на враќање од Солун и задржан на македонско-грчката граница. Дали станува збор за некаков налог на СЈО или е друга постапка? Не се работи по наш налог за ова што вие го зборувате, така што веројатно се работи за нешто сосем друго.
транспортир случајот најавивте обвинението. Така. Дали има нешто ново по спроведената истрага од она што првично го најавивте и како станува се нешто? Содржината на обвинението и она за што точно се обвинуваат осумничените лица во овој момент ќе биде јавно достапна, така да ќе може да видите дали постојат одредени разлики, меѓутоа во овој момент не би можела да ви дадам конкретен одговор. Се разбира, по поднесување на обвинението сите ќе бидете информирани.